после подолга пауза, еве неповторно на уште една средба кафе муабет на македонски корени со Јони Бети. Ни причинува задоволство, почитувани, да најавиме дека денес со нас е господинот Кире Јовчевски. Кире Јовчевски веќе е со нас, го гледаме, да видиме дали се слушаме. Господине Јовчевски, добра ви вечер и добро ни дојдовте на македонски корени овде со нас, со Јони Бети. Добро вечер до вас и до сите ваши гледачи. Баш ми е мило што сум баш гостин во врска со корените на мојата фамилија, со моите свети корени на мојата фамилија. Благодарам. Тому така, само кафето дали го напи, јас ми остина веќе кафето ќе. Па ја го испив, пола го чувам да пијаме тоа заедно помалце. Добра вечер и од мене, господин Јовчевски. Вакви гости можеме да имаме секој ден, бидејќи секој си го сносува трошокот. Заеднички само ќе ни останет муабетот. Да. Не мора да биде кафе, може било кој ваш омилен напиток да биде, господин Јовчевски. Впрочем, се бориме за широка демократија, а ние секоја наша емисија велиме на здравие да ви биде напитокот, не прецизирајќи што пијат нашите слушатели. Малку подолго фати време, опрости интервјуто, ќе побрзаме, ние со вас на брзина ќе ги завршиме сите овие процедури. Пред да поминеме на посериозен муабет, јас одеќе го пуштам ова што го гледам позади. Гледам дека помеѓу името и презимето стои едно друго име, Курте. Ќе ни кажете ли од каде тоа и каква значење има? Дали тоа ви е надимак или како некој што велат прекар? Вака да ви кажам, тоа е мојот дедо беше роден 1889 и почина 1990. Значи живееше 101 година. Значи го памтеше Куртевското востание. Значи турците ги памтеше. Јас како мал го прашував, речи тој наш фамилиарен прекар со години и тој малце така, како да кажам, малце безобразен. И го прашував неколку наврати од кај доаѓа тој прекар. Нели како дете јас, како млад, како ерген таму. И дори и дедо ми не знаеше од кога и зошто го носиме тој прекар. И некој нас не фамилиарен прекар со години, уште прапра дедо. А од кај доаѓа стварно не знам. Тоа сега кога веќе откривме една така наречена тајна за вас, можеме да го започнеме и кафе муабетот, кој што е и главниот повод, а целта е да се запознаеме поблиску, а истовремено да не подсетите и да се подсетите на вашите корени од фамилијата Јовчевски. Од каде, односно од кој дел од Македонија потекнуваат вашите корени, господин Јовчевски? Вака, нашето потекло на нашата фамилија е од Џавато. Значи во времето од турското робство, не знам нели таму некој конфликт со некои бегови и во некоја, не знам, акција има тие заклано некој бег таму во тоа Џавато и стариот прадедо ми Јовче бил пазарџија, нели на времето бил пазарџи старите луѓе. Така. Имал побратим во Долнени. И тие неколку пати го планирале тоа убиството на тој бегот, меѓутоа не му успевало. И не знам, четврт пат му успеало, а пред тоа се најавиле кај тој авто во Долнени дека сака да ја заврши работата со бегот, кој што бил голем зулумџија, усвари со син му на бегот, и сака да се пресела некаде да избега од тадека. И тој авто стариот на времето му спремал некоја куќа таму од Долнени, му изградил и кога се случила таа убава сцена за македонштината, нели? Кога го поништиле тој на бего син му, дошле во Долнени, собрале таму времето коли дрвени со крави, со водо не е видно и се преселе во Долнени, така останале така сме останале во Долнени ние. Значи моето потекло е оригинално од Џавато пред 350-400 години, многу одамна. Така. Господине Јовчевски, кога дојдовте во Австралија и дали дојдовте заедно со сопругата или пак вашата љубовна приказна започна овде и дали некој од вашата фамилија е дојден од поодамна или вие сте првите кои сте дојдени во Австралија? Па вака, мојата така животна приказна е малце поинако. Јас пред да дојдам во Австралија живеев во Тајланд и дојдов тука на посета кај вујко ми да го посетам вујко ми и тука ја запознам мојата сопруга. Тука дојдов прв пат 88 година, бев како тука краток период, се вратив в Македонија заедно со сопругата што ми денес, нели, да живееме во Македонија, меѓутоа почна тие таму распаѓање на Југославија и така натаму и после тие неубави сцени, повторно се вратиме во Австралија. Инаку, мојата сопруга е тука порасната во Австралија. Колку години наназад во минатото, господин Јовчевски, можете да не вратите, ама тоа да биде поврзано со вашите сознанија за корените на фамилијата Јовчевски?
Па околу, вака сега ќе ви кажам се, значи не сум точно сигурен, веќе ние напишавме пред 30 години напишавме корен на фамилијата, меѓутоа остана кај на нашите блиски фамилиарни овие продучеди него вратија назад. Значи ние сме околу 8 поколенија имаме ние корен, ќе ви кажам сега кои се тие. Значи тоа е уствари скоро до 10 стига. Значи син ми Филип и черка ми Александра, тоа сум јас и браќа ми, нели? Татко ми Љубен, дедо ми Ристе, прадедо ми Смиле, пратamo е Јовче, нивниот татко, нели, па Атанас, па Филип, па стариот Јовче. Тоа се околу 9 поколенија, 8 поколенија кои сме ние така од стари покажувања си го знаеме коренот. И колку години назад тоа би дошло околу 350 години? Околу 350 години, ја не сум сигурен, веќе ја мислам дека еден промашив брат ми го каже, јас го промашив, еден не сеќам кој беше тој, меѓу Атанас и Филип има уште еден така татко, меѓутоа околу 350 години имаме ние корен кој што го имаме запишано. Сега некој ќе ни каже дека Македонија од 41. Па видете, не може кога дедо ми, мојот дедо на пример кој што беше факултетски необразован, би се кажуваше македонец, нели? А па мојот прадедо Смиле кој што бил во Америка на времето, кој што таму направил пилана, нели, таа рачна бичкижница или пилана кој се вика и фурна, тогаш се кажувал дека македонец во Америка, значи тоа ние не сме вчера македонци, нели? Ние сме македонци од Александар Македонски уште. Да. Так. Господине Јовчевски, дали имате сознанија дека некој од вашите предци има учествувано во борбите против фашистичкиот окупатор на Македонија и дали некој од нив го има изгубено животот, односно животите, ако се повеќе? Па имаме ние доста, уште од турско време имаме ние еден, вие не го знаете, тој е сега Глигор Комита, кој што го чувал тој пелагонискиот тој реон околу таму према тие Солунска глава и Присад. Значи тој ми бил некој наш од тие од моите дедовци, некој бил тој Глигор војводата. Потоа го имаме ние господинот Ангелари, дедо Цветко, кој што ни беше нели архиепископ на Мапаца, тој ми исто мене дедо. И тој е учествувал во војните. Неговиот брат Пецо Крстевски Даскалот, кој што е погинат или е народен, уствари беше прво бранител, беше прво борец, мислам дека го прогласи го прогласија за народен херој, тој исто учествувал и директно учествувал мојот дедо Ристо, учествувал во Втората светска војна. Значи директно во нели во пресметките со балистите. Тој повеќе бил таму према Азот и поречието, кај што нели се пресметувале со шиптарските балисти на времето, кои што биле многу злогласни и биле многу биле крволочни, покажува на дедо Ристе, колку правеле зулуми и штети на македонскиот народ. Так. Дали вие тука ги негувате македонските вредности, јазикот, религијата, обичаите и традицијата и на кој начин тоа го правите? Па да ви кажам право, ја ќе ви кажам сега, значи моите деца се вика Филип Александра, зборува македонски не 100%, меѓутоа зборува македонски. И нели имаме сите тие македонски празници, македонски храни, македонски музики, нели негуваме. И плюс имаме ние македонска куќна слава. Тоа не е Петков ден или Петковен поначе викаме. 27 октомври тоа. Значи колку можеме настојуваме да ги негуваме, мада мојата жена е србинка, да кажам право, не е македонка, меѓутоа немам проблем, зборува македонски, сите тие македонски обичаи си ги прати. Оди во македонска црква. Да. Нормално се значи македонска фамилија, така да кажем. Кој што него македонски, сите македонски тие салтанати понаше кажано. Имате ли некој аманет оставен од вашите предци кој го пренесувате и ден денес и кој е тој аманет, без разлика дали е или не е поврзан со обичаите и традицијата македонска? Па вака да кажем, јас аманет имам од сите поранешни или тие наши предци, према сите македонци, не само према мене, да си ја чуваме Македонија, нели, да ако можеме да ја дочуваме или да одбраниме на по сите вертикали и горизонтали. Мојот чичко беше дел од дом во Германија и близок соработник на починатиот Богдановски. Мојот дедо исто беше голем патриот, исто и татко ми нормално, веќе татко ми порасна во Југославија, нели? Дедо секогаш викаше ништо не посвето од своето, а тоа своето е нели фамилија и држава. Така.
Токму така. Во минатата низ историјата знаеме дека Македонија била под окупација на одредени окупаторски држави. Дали имате сознание дека некои од вашите корени спротивно од нивната волја биле принудувани, односно присилувани да се изјаснуваат како немакедонци? Ако има, споделете со нас некој пример како кој ви бил раскажан или пак прераскажан од вашите предци? Вака дедо ми кажуваше, беше роден уште, ви кажа, во 1889 година и многу прераскажуваше од старите, нели, тие сознанија кои што имаше, кои што ги дознал и ги, нели, се пренесо од колено на колено. Значи турците во времето за тие 500 години правеле ненормални притисоци за смена на верата, нели? Смена на тие сите, значи сите се правеле. Кој издржал, кој не издржал, нели, кој што имаме тоа во минатото. Бугарите исто биле многу биле агресивни, нели? Веќе кај нас не дошле грците, биле бугарите, кај нас србите биле, нели? Бугарите многу агресивни исто така за кој била бугарската екзархија Македонија, нели? Притисоци со попови, со даскали, со писари, со тие джандари така натаму. Меѓутоа, едно што е сведоштво за мојата фамилија, татко ми и неговите сестри и брат се родени меѓу двете светски војни, Прва и Втора светска војна. И во тоа време во Долнени, како беше општина, бил српски чато, нели математичар, српски поп, српски даскали, и моите тетки и татко ми и чичкото, кога се родили, уствари кога биле заведени во матично, биле заведени Јовчевич. И дедо ми после Втора светска војна, нели, после осамостолување на таа Македонија во склоп на Федерална Југославија, повторно отишол, нели, кај матичарот да си врати минјата назад, уствари презимињата на Јовчевски. Значи тоа кажува дека не сум јас македонец, што сум јас роден македонец, дека јас сум македонец од македонци, татко, мајка и дедо и прапрадед така натаму, нели, тој уште тоаш бил свесен дека е македонец со македонско презиме, нели. Господине Јовчевски, дали сте активни во македонската заедница овде во Сидни и ако сте, во која друштвена организација или организации членувате? Па да ви кажам, право бев порано повеќе активен, меѓутоа видов многу неубави работи во тие активности од погрешни луѓе на погрешни места и од 12 година не сум воопшто активен во заедницата. Не се согласувам со многу нешта кои што се направени на штета на македонскиот народ во Австралија. Мислам, комплетно зборувам. Бев на доста тие разноразни состаноци и разговори и видов многу немакедонци кои што се неиздржливи за македонштината, се дел од тие организации, се повлеко од 12 година, така да не сум повеќе, меѓутоа еве сега прв пат ќе кажам тука, ние имаме едно мало тело моментално кој што го започнуваме на организација, патриотска организација за некој спас на Македонија, кој што би сакале да го расшириме на цела Австралија. Не ни треба пари, не ни треба ништо, ни треба само маса на македонскиот народ. И лобирање на македонштината меѓу македонскиот народ. Со тоа мислам дека би добило на тежина во еден извесен период, ако се направи некоја маса на многу луѓе, дека би сепак би имала корист македонската држава. Ова го кажувам, само ќе ти префрлам на кратко зошто се извинувам ако издржам повеќе време. Ама ќе нема многу време. Добро, доволно е тоа. Баш ново да кажеме дека е одлична ви е идејата. Колку често патувате во Македонија и кога последен пат сте биле таму? Па јона, јас од 16 година сум секоја година 6 месеци тука, 6 месеци таму. Се вратив сега во декември се вратив таму, бев година и пол таму. Малце и короната ме задржа и така да бев дел од тие политички збивнувања, од тие сите антимакедонски делувања, промени на име, промена на устав, двојазичност. Значи јас бев директно вклучен во тие таму имаме тука еден друг господин Гоце Дојчиновски, бевме заедно и на демонстрации, писма дававме таму тие, нели, овие протестни писма и со амбасади така натаму. Значи четврта година сум повеќе пола таму, пола тука. Добро. Каква порака ќе испратите до македонските политички партии кои треба да ја урнат оваа власт која е ненародна? Јас не би ги воопшто не би се обраќал кон партиите, ја би се обраќал кон македонскиот народ, зашто македонскиот народ е суверенот на суверена Македонија. И нас не треба свето тројство, нас не треба суверенизам, национализам и македонизам.
Значи единствен кој што ќе спаси Македонија е македонскиот патриотски народ. Не гледам спаси јас во ниједна партија која што 30 години е или е на власт или во опозиција Македонија. Значи јас би го повикал македонскиот народ да се осоколи, да се ослободи од стравот и да покаже дека тој е газда на својата држава. Инаку партиите, јас не сум дел од тие партии, бев дел на ДПМН до, не знам, до 2001 година, уште од 90-та година, меѓутоа после тие разноразни потписи против македонската држава и рамковни и така натаму, јас повеќе не сум дел на ниједна политичка партија од тие големите партии на Македонија. Последно прашање, како се справувате со болката и колку таа делува на вас она што и го направи на Македонија со промената на името од страна на оваа ненародна власт, а за возврат не добија ништо, само на кратко ти треба завршиме? Па ја вака само на кратко, јас сум 6 пати приведен на Македонија на разговори, на приговори, пасошо ми е таму земан, малце сум уценуван и така натаму, че мене не да ме боли тоа, него јас бев дел таму од тие што протестираа против промена на името. Пред парламенти, зад парламенти, на барикади, така натаму, не да ме боли, страшно ме боли, затоа апелирам сега за прв пат од тука до македонците, нас не треба сплотеност, не ни треба повеќе ни кавги, ни расправи, но сплотеност. Ја верувам дека секој честен македонец и патриот го боли секоја штета нанесена на Македонија и македонскиот народ. Господине Јовчевски, ви благодариме за учеството на Македонски корени и можноста од поблиску да се запознаеме, но и можноста вашиот глас да допре до некој од вашето потекло. Имајте си убава вечер, убав остаток од викендот, пријатно до слушање и секако до видување. Ви благодарам за остапеното време и чест ми беше да бидам дел од вашата програма.